На школата насловена етнографија на социјализмот, која траеше од 9 до 15 мај, учествуваа студенти од 5 земји: Грција, Чешка, Германија, Бугарија и Македонија. Љупчо Ристевски, професор на Институтот за етнологија и антропологија, рече дека оваа школа ќе овозможи дополнителни часови знаење за студентите за социјализмот од сегашна дистанца, уредувањето, животот и секојдневието на луѓето во социјализмот. Истакна дека се планира школата да прерасне во традиционална и да се одржува во Крива Паланка. Овај град овозможува едно навистина посебно доживување и видување и на сегашноста и на некои од овие веќе поминати времиња, бидејќи има своја специфична општествена културна историја, се наоѓа сепак на границата. Од друга страна е град низ кој што може да се следи целата таа општествена економска историја на создавање на градот, потоа на некој начин исчезнувањето или депопулацијата на селата во околината, да се следи процесот на индустриализација или таа трансформација на селанството во пролетаријат, работничка класа во текот на социјализмот. Школата е замислена да се обезбеди платформа каде студентите ќе учат по релативно унифициран систем и ќе освојуваат кредити на своите факултети за усвоените и изработени трудови, потврдувајќи ја многу заговараната мобилност на студентите и размена на знаење и искуства. Нашата задача е да собереме колку што е можно или тие да се научат да работат собирајќи што е можно повеќе податоци, како разговарајќи со луѓето, така и низ разни други документи. На школата учествуваа 25 студенти и 8 професори. Дел од школата е финансиран преку програмата Еразмус Плюс на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, а партнер здружение е Форумот за граѓански мир од Германија, вклучено во делот за документирање на устна историја. Маргарита Карамихова, професор етнолог на Универзитетот Свети Кирил и Методи и Велико Трново, Бугарија, рече дека е важно социјализмот да биде сижетно проследен и проучен, бидејќи жителите на поранешните социјалистички земји мислат дека социјализмот или е рајско време на мед и млеко, или пак тмурно време со многу контроли и полиција. Ние знаеме дека не беше црно и бело, рече таа. Трябва да стимулираме студентите да започнат да я рисуват, за да разбират времето, в което живеят сега. Дори, например, че моя татко носеше от Югославия шоколадите Краш, или Крас, Краш, и хубави дрехи. И за нас Югославия беше Запад, дори ако този Запад е Македония, което е юг.